Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. Денеска ќе говориме на тема третман на канцер на белите дробови. По тој повод со нас во студиото е доктор Дева Петрова, онколог од клиничката болница Аџи Бадам Систина. Докторке, добар ден дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Во Македонија годишно се диагностицираат околу 800 нови случаи на канцер на белите дробови. На што се должи оваа појава? Карциномот на бели дробови е едно од најчестите малигни заболувања, тоест најчесто малигно заболување во нашата република, така да тоа е во склоп со светските трендови. Тоа е најчестото малигно заболување општо земено во светот и во двете популации, кај машката и кај женската популација. Така да постои еден податок од Соединетите Американски држави, од нивната статистика, дека бројот на починати и заболени пациенти од белодробен карцином во Соединетите Американски држави е рамен на вкупниот број на заболени од простата, од карцином на простата, дебело црево и дојка. Што значи дека е најсмртоносните карциноми. Така, на водечкото прво место е по честотата на јавување, но за жал исто така и по смртниот исход. На што се должи појавата на белодробниот карцином и зошто е тој толку чест? Кои фактори влијаат на него? Така е, не постои некој конкретен фактор, но тоа е сепак збир една палета од повеќе ризик фактори кои што може да доведе до појава на ова малигно заболување. Број 1 тука е аерозагадувањето, потоа пушењето како една негативна навика кај луѓето. Исто така генетската предиспозиција, генетскиот фактор, како и професионалната експонираност на одредени луѓе кои што работат во рудници, во хемиска индустрија со токсични и испарливи материи. Сепак се смета дека пушењето е водечкиот ризик фактор за појавата на белодробниот карцином и постои податок дека белодробниот карцином на почетокот бил почест во земјите, во развиените земји, бидејќи навиката за пушење тамо била посилно изразена, додека пак денеска со силните кампањи против пушењето и превентивните мерки за забрането пушење во јавни простори, на јавни места, се смета дека е голем придонесот за намалување и стопирање на овој тренд на пораст на карцином на бели дробови, но за жал пак тоа е сега во пораст во земјите во развој, бидејќи тамо подоцна стигнуваат овие лоши навики на живење. Статистиките покажуваат дека оние луѓе кои што пушат имаат 25 пати повеќе шанса да заболат од карцином на белите дробови. Како тутунот влијае врз појавата на ова заболување? Дали ќе може да ни објасните? Да, па тоа е исто така еден хемиски агенс, како и останатите, реков, хемиски агенси на кои што може да бидат луѓето професионално изложени, прави иритација, хронични воспаленија и секоја хронична иритација, секој хроничен токсичен ефект доведува до појава на промена на слузницата на дишните патишта, на белодробниот паренхим и тоа како на крај резултира во најнеповолниот исход појава на карцином. Инаку понеповолен се хроничните обструктивни болести, хроничните воспаленија, бронхити, како најнепосакувана варијанта е белодробниот карцином. Познато е дека карциномот на белите дробови е многу тешко да се открие. Сепак, кои се оние првични симптоми кои што укажуваат на неговата појава? Карциномот на бели дробови може да се манифестира кога веќе е во понапредната фаза на болеста, тоест во понапреднат стадиум. Најчестата манифестација на карциномот на бели дробови е со појава на кашлица, потоа може да биде тоа појава на болка во градниот кош, може да биде појава на крвав исплувок или искашлок, потоа исто така може да биде губиток во телесната тежина, може да има специфични симптоми кои што се поврзани за респираторниот систем, како што е кашлицата, болката, отежнато дишење и неспецифични, како што се покачена телесна температура, губиток во телесна тежина, интензивно потење и слично.
но тоа се најчестите симптоми како се манифестира. Исто така понекогаш може да се манифестира прво метастатската болест, да речеме пациентот да има појава на главоболка, вртоглавици, губиток на свеста, да се направи испитување на мозокот и да се востанови дека има метастатски промени во мозокот, па да трагајки, значи барајки го примарното жариште, да откриеме дека тоа е примарен процес или карцином на белите дробови. Значи различни може да бидат манифестациите. Статистиките укажуваат дека почесто мажите страдаат од рак на белите дробови отколку жените. Зошто е тоа така? На што се должи оваа појава? Па најверојатно мажите први се склони да ги прифатат лошите навики, како што е пушењето, додека таа мода кај женската популација подоцна се јави и сега пикот на инциденцата од малигното заболување на белите дробови кај жените подоцна стасува, тоест кај мажите почнува да опаѓа инциденцата, а кај жените се зголемува. Но сепак денес може да се каже дека и не постои некоја голема разлика и мажите и жените значи ја имаат оваа лоша навика, но се надевам дека со сите овие кампањи кои што се водат превентивно ќе се делува и со време ќе се откажат, а останатите кои што се непушачи нема да ја прифатат навиката на пушењето. Доктор Петрова, на кој начин се диагностицира појавата на ракот на белите дробови? Пациентот кога ќе ги добие првичните симптоми, кога ќе ги почувствува кашлицата или болката, се јавува кај својот матичен лекар. Базично испитување на белите дробови е обичната рентгенска слика на белите дробови, доколку на неа се види нешто сомнително, исследувањето се продолжува со компјутеризирана томографија на белите дробови. Потоа, зависно од тоа каде е локализиран процесот, може да се користи ендоскопска метода на испитување, како што е бронхоскопијата, значи со инструмент се влегува низ дишните патишта и оваа метода дозволува да доколку туморот е лоциран во самите дишни канали, веднаш да се земе и материјал за хистопатолошка анализа, да се направи во исто време и биопсија. Тоа се најчестите начини на исследување и диагностицирање. Инаку во онкологијата диагнозата дефинитивно се поставува хистопатолошки, значи мора да се направи биопсија за да се верифицира малигно заболување. Понекогаш доколку туморот е периферно поставен, значи не може бронхоскопски да се влезе и да се земе материјал, тогаш трансторакално низ торакалниот зид под компјутерско водење со игла се влегува до процесот и од тамо се зема материјал за хистопатолошка анализа. На кој начин се третира карциномот на белите дробови во клиничката болница Аџи-Бадем Систина? Клиничката болница Аџи-Бадем Систина има оддел за онкологија и радиотерапија, меѓутоа со тој оддел не завршува третманот на малигните заболувања, сепак нашата болница е болница во која што се практикува мултидисциплинарниот приод во лекувањето на малигните болести и за среќа, значи имаме на располагање и хирургија и одлична диагностика, значи лекари кои што добро си ја знаат својата работа. Третманот на карциномот на бели дробови во нашата клиничка болница се води според современите светски протоколи кои што се општо прифатени нели во европските земји како и во Соединетите Американски држави. Најпрво е потребно да се постави точна диагноза. Објаснивме како оди тоа од прилика, потоа за да се одреди точниот стадиум на болеста. За среќа во нашата болница имаме и на располагање уште една современа диагностичка метода, тоа е PET-CT или PET компјутеризирана томографија. Тоа се две комбинирани методи, значи PET и компјутерска томографија, кои што се користат за да се одреди стадиумот на болеста, значи тоа е и во светските препораки, со цел да се направи добро планирање на понатамошниот третман, тоест да го добиеме клиничкиот стадиум на болеста, врз основа на што ќе процениме дали пациентот ќе почне со хируршки третман или ќе почне прво со нашиот онколошки третман.
Во третманот на белодробниот карцином кај раните стадиуми, стадиум 1 и 2, најдобри резултати се постигнуваат доколку се почне со хирургија, додека кај понапреднатиот стадиум 3, кој што исто така може да биде потенцијално операбилен, значи кај одредени пациенти може да подобри резултати се дадат доколку се почне со онколошки третман, значи со хемотерапија или со зрачна терапија во комбинација со хемотерапијата со цел да најпрвен се намали големината на туморот, а потоа со хеморадиотерапијата, значи да се доуништи тоа што е останато и на тој начин понекогаш се изедначуваат резултатите од лекувањето како да е пациентот опериран. Практично хеморадиотерапијата може да биде равна на хирургијата. Со таа комбинација. Така е, да. Како ќе оди лекувањето, постојат поголем број на цитостатици кои што се користат и нивна комбинација во лекувањето на белодробниот карцином. Пред секоја комбинација ќе се користи зависи од хистолошкиот тип каков е на белодробниот карцином. Два основни постојат, две основни големи групи, тоа се ситноклеточниот белодробен карцином и неситноклеточниот белодробен карцином. Кај ситноклеточниот веднаш почнуваме со онколошки третман, а кај неситноклеточниот согласно стадиумот се проценува дали ќе оди прво хирургија или онколошки третман. Радиотерапијата исто така зазема важно место во третманот или зрачната терапија, популарно позната во третманот на ова малигно заболување. За среќа исто така во клиничката болница Аџибадем Систина на нашиот оддел располагаме со современ акцелератор Trilogy кој што ни дава можност за користење на современи техники на зрачна терапија со максимална заштита на здравите ткива и органи и доставување на дозата во тоа што треба да се зрачи или во целниот волумен. Најчесто резултатите од третманот се најдобри доколку се комбинираат методите, значи хемотерапијата во комбинација со радиотерапијата или пак хирургијата во комбинација исто така со овие две методи, со хемотерапијата и со зрачната терапија. Дали доколку навреме се открие овој тип на карцином може да биде излечива болест? И во колкав процент тоа се случува? Така е. За среќа, доколку рано се открие, имаме подобри резултати во лекувањето, во онкологијата и излекувањето се превидува во една реченица на 5-годишно преживување. Така да кај раните стадиуми, стадиум 1 и 2, процентот на 5-годишно преживување е значителен, 50% и повеќе од пациентите, значи ќе преживеат 5 години, додека пак доколку стадиумот е понапреднат, особено кај метастатската болест, преживувањето е значително помало, 5-годишното преживување. Доктор Петрова, сигурно нашите гледачи ќе ги интересира која е најдобрата превенција од карциномот на белите дробови? За карциномот на белите дробови, како што кажавме и во воведот, најдобре е доколку пред се откажеме од лошите навики, значи да се откажеме од пушењето, доколку сме пушачи, потоа добро е да се поминува слободното време некаде на чист воздух, бидејќи знаеме колку е загадено во нашиот град и секаде во поголемите градови аерозагадувањето е навистина голем проблем. Инаку да се трудиме да живееме здраво, да се бавиме, да имаме некаква редовна физичка активност, добро избалансирана исхрана, тоа е нешто што го одржува нашиот имун систем во можност да се справи со овие малигни заболувања и да не дојде до појава на малигно заболување во организмот на човекот. За жал не постојат скрининг методи, диагностички, кои што можам да им ги препорачам на гледачите, да речеме еднаш годишно да одат да сликаат бели дробови, тоа нема ништо да разреши. Постојат скрининг методи само кај одредена ризична популација на долгогодишни пушачи, кај нив може да се советува, значи да се направи еднаш на 2 години low density CT или компјутерска томографија на бели дробови со помал интензитет, но за општата популација практично не постои скрининг тест. Треба само да не ги занемаруваат симптомите, доколку почувствуваат некаков респираторен симптом или некаква промена, значи во здравствената состојба, да не се плашат и да се јават на лекарски преглед, бидејќи
Како што кажавме, дури за овие заболувања кои што важат за најстрашни, постојат начини за лекување и тоа може да биде успешно. Доктор Петрова, за крај на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравјето, дали би сакале да упатите совет до гледачите кои што не следат во моментов? Мислам дека веќе делумно го дадов советот да се трудат да живеат здраво, поголем дел од времето да поминуваат во природа, да го избегнуваат пушењето и исто така тоа воспитно да им го пренесуваат и на своите деца со личен пример. Доколку имаат некаков проблем, да се јават на преглед, да не се плашат, бидејќи постојат решенија, современата медицина оди напред, се изнаоѓаат и нови препарати, се продолжува векот на живот и на пациентите со малигни заболувања, кај некои локализации тоа продолжување е значително, кај некои е тоа помалку, но сепак во сите сфери на онкологијата постојат одредени поместувања. Ви благодарам за тоа што одвоивте време и бевте дел од нашата емисија Огледало на здравјето. Ви благодарам на поканата и ми беше задоволство. Благодарам уште еднаш.